Целта е да се даде полна поддршка на Елеонора Рашковска за градоначалник на општина Берово. Затоа што има одлична програма, затоа што беровчани ја знаат, не само во градот, тука и во околните села, затоа што имаме одличен тим во советничката листа, луѓе кои што ги знаат граѓаните и многу е важно да имаме поддршка во Советот. Значи, идната градоначалничка на општина Берово треба и мора да има солидна поддршка во Советот. Време е за промени во Берово. Берово изминативе 4 години стагнираше. Не се правеа проекти во Берово, напротив, екзодусот од Берово и од Мелешевијата е најголем во историјата на Македонија. Значи, мора да имаме проекти, мора да имаме промена во Берово, мора да имаме нова енергија, а мислам дека Елеонора Рашковска и нашите советници ја даваат таа порака. Апсолутно младите се во фокусот на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН води грижа за младите и сакаме младите да ни останат тука, во Македонија. Од таа причина, во наредните денови ќе ја презентираме нашата програма, ќе имаме инвестиции во школството, ќе имаме инвестиции во локалната инфраструктура и нормално по промената на власта, мислам дека доаѓа промена на власта, мислам дека овој заевизам во кој што живееме му се гледа крајот, мислам дека ќе имаме нова енергија, нова влада на ВМРО ДПМН, предводена од Христијан Мицкоски и дека тогаш ќе може да почне она што ние велиме дека е создавање на нова иднина и она што го порачува нашата коалиција, тоа е коалиција за обнова. Обнова на Македонија, затоа што Македонија сега е руинирана економски, руинирана е во делот на националните прашања, руинирана е во делот на иселувањето и екзодусот и во сите оние прашања кои што со право ги тиштат нашите луѓе. Од Зоран Заев ништо не очекувам. Очекувам напротив притисоци, подкупи, се тоа на што го гледаме изминативе години. Но мислам дека неодбранливо е веќе да се гласа за Зоран Заев, неодбранливо е да се дава поддршка на овие неразбрани трговци, неодбранливо е Македонија да има 7000 погреби и најголема смртност во светот, а власта да ни вели дека се е во ред. Во ситуација во која што ни изгореа и живи луѓе, и болници, и шумите тука во Мелешевијата, а никој не презеде одговорност. Не очекувам од власта фер однос, но очекувам масовна поддршка од граѓаните, затоа што народот со право е револтиран и разочаран од власта. Мора да имаме промена на власта, мора да имаме промени на подобро, затоа што Македонија не заслужува да биде последна во се. Македонија заслужува да биде подобра, Македонија заслужува да победува, Македонија заслужува да се врати духот, виталноста, оптимизмот и еланот кој што толку многу го очекува.